Представници на Македонскиот полицейски синдикат, посебно на секцијата на жени, припаднички на Македонската полиција, почитувани колешки, колеги, дами и господа. Изминатиот период отворивме многу дебати во јавноста или пак во кругот на вработените, кои се навистина значени и имаат влијателна општествена улога. Прашањето на родовата еднаквост, поставено од аспект на неговата оправданост, е одамна веќе одговорено. Никој од нас нема дилема или сомнеш каде е местото на жената во сите општествени текови и дали таа треба да биде дел од одлучувачките процеси во државата. Приклучувајќи се кон глобалните иницијативи, потикнати од светските организации, Македонија се приклучува кон сите кои прокламираат равноправност и потикнуваат зголемување на родовата сензитивност. Но сите сме свесни дека формалното приклучување не е доволно само по себе. Јас многу често на прашања за реформите во Министерството одговарам дека реформата започнува дури откако законот ќе биде донесен и дека најтешката реформа е реформата на умот. И токму затоа подписот на некоја декларација, намера или иницијатива е почеток и прифаќање на нова обврска и заложба нештата да бидат променети. Оваа трибина јас се гледам како одлична можност да направиме резиме на постигнатите резултати по ова прашање, но јас како министер да добијам нови обврски како да ја унапредиме и подобриме родовата застапеност во сите сегменти на функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Јас ја барам од вас, од сите вработени, да бидете посветени и да посветите повеќе внимание на вашето стручно надоградување, на зајакнување на вашите професионални капацитети и на напредување на професионалните стандарди. Мојата поддршка ја имате за секој проект и за секоја иницијатива која ќе ја зајакне довербата на граѓаните во нашето министерство, но истовремено позитивно ќе влијае и на условите за работа во министерството. Уведен сум дека ваквиот облик на дебати, еден од навистина користните инструменти што ни стојат на располагање по систематското и целосно имплементирање на концептот на родова или полова еднаквост, чии што вредности и валоризација се во интерес не само на институциите, туку на општеството во целина. Ако имаме предвид дека секогаш авангардата на едно општество се младите луѓе, но не помалку и жените, јас очекувам дека сите реформи, посебно реформите што ние ги спроведуваме, може би едни од најтешките реформи во МВР, жените ќе бидат предводници, а целата таа активност која што и вие ја покажувате и посветеност во собственото работење, ќе ја врати довербата во Министерството за внатрешни работи кај граѓаните на Република Македонија. Нека ни е честит денот на полицијата и посакувам само успеси.